Што ги дававме уште во почетокот на пандемијата, значи да ги почитуваат скалилата, нивоата каде треба да се обратат. Во колку се констатира дека се позитивни, тие прво и основно треба да се пријават кон својот матичен лекар. Од тука почнуваат оние инструкциите, значи ја следи нивната состојба и колку има потреба, матичниот лекар ќе ги препрати на соодветно ниво, односно во Општа болница Гевгелија. Со тоа ќе избегнеме уствари непотребни дружења во склоп на самата болница, ќе намалиме притисокот врз болницата, непотребни чекања, а можеби некојаш работата може да се заврши заедно во координација со матичниот лекар. Значи секако матичниот лекар ќе ги препрати кај нас во Општа болница во колку има потреба од здравствена заштита, односно од нивен третман, нивно лекување во Гевгелиската болница во модуларниот дел. Јас се надевам дека конечно граѓаните се свесни за огромните опасни што следат од овој сој. Значи не е така безопасен како што некои сакат да го представат, затоа благовремено, ако се почитуваат протоколите, мерките, препораките што ги даваме, ако се вакцинираме на време, посебно ќе ја акцентирам вакцинацијата како еден од можностите за да и во колку настане одредена инфекција со било кој тип на вирус, ковид вирус, тогаш сепак клиничката слика ќе биде далеко полесна од она што би било кога не се вакцинират. Во прилог на ова, како аргумент морам да кажам дека 80% од оние кои што се јавуваат во ковид модуларната болница, кај нас во Општа болница, се невакцинирани лица или недоволно вакцинирани лица. Смртните исходи во скоро 100% се кај оние кои што се невакцинирани или недоволно, односно само со една доза вакцина. Така да овие аргументи треба да бидат доста мотивирачки за да луѓето се вакцинират.